Вака, јас би сакала да започнам со ефектите на аерозагадувањето. Би спомнала дека аерозагадувањето, ПМ частичките, издувните гасови од дизел возилата се класифицирани како канцерогени од прва група, кои предизвикуваат рака и луѓето според Меѓународната агенција за истражување на ракот. Потоа дури 28 компоненти во емисиите од согорување на дрвата се дефинирани како токсични, од кои 14 се повторно канцерогени. При согорување на отпадот се ослободуваат исклучително канцерогените диоксини и фурани, тешките метали, бензенот и бензоапиренот, кои треба да се мерат редовно, а кои не се мерат, иако законска обврска е на државата, од кога е донесен законот за квалитет на амбиентниот воздух, тие се исто класифицирани како канцерогени од прва група. Сето тоа ние го дишаме во сите овие градови загадени во нашава држава. Македонија е во самиот врв на Европа по бројот на починати поради изложеност на PM2,5 честичките со 303 лица на 100.000 жители во ризик. Ние имаме од 5 до 6, 10 пати поголема смртност поради аерозагадувањето со PM честички од голем број на европски земји. Според последниот извештај на Европската агенција за животна средина, во 2022 година 3600 лица прирано починале поради хронична изложеност на PM2,5 честичките. Тоа е 16% од вкупниот број на починати таа година. Аерозагадувањето е поврзано со долга редица на кардиоваскуларни, респираторни, невролошки, кожни, гастроинтестинални, ментални заболувања, вродени дефекти. Ако ја видиме состојбата, колку имаме ние така наречен чист воздух, ќе почнеме прво од воздухот кој е карактеризиран како заштита, доволно добар за заштита на здравјето на човекот од концентрациите на ПМ честичките. Ако го исклучиме Лазарополе, каде се мери, во другите мерни места, добар воздух имаме најмногу 1,5 месец во годината, и тоа само во Кочани и Миладиновци, потоа по половина месец во Охрид и на периферијата на Битола. На сите други мерни места се движи помеѓу само 2 до 9 дена во годината. Ова е воздух каде што концентрациите на ПМ частичките се помали од тие одредени за заштита на човековото здравје. Според новите гранични вредности кои се воспоставени во Европската Унија, кои ние ќе треба исто да ги транспонираме, доволно добар воздух имаме помеѓу половина месец до 4 месеци во годината, зависно од мерното место. Значи, ова укажува дека сите извори од аерозагадувањето е потребно да се сведат на минимум. Значи, ако ги споредиме вредностите од 2024 година, потребно е намалување на концентрацијата на PM10 частичките од 30 до 60%, на PM2,5 частичките од 45 до 70%, зависно од мерното место. Предходно, кога се зборуваше за мониторингот, дека недостасуваат, има големи дупки во мониторингот, не е целосен, не е континуиран. Сакам само да споменам дека не се мерат, како што кажав и претходно, тешките метали, бензенот, бензоапиренот, химискиот состав на концентрациите на PM2,5 частичките, прекурсорните супстанции на озонот, а тоа се законски обврски. Имаме податоци уште од 1998 година, кога се мерат ПМ частичките во Скопје, тука започнува, значи, мониторинг системот. Меѓутоа, од тогаш до денес, законот за квалитет на амбиентен воздух е донесен во октомври 2004 година. Од тогаш до сега, иако се има податоци за загаденоста на воздухот, воопшто ниедна влада не превзела соодветни мерки, ефикасни мерки со кои континуирано секоја година ќе се превземат за да се доведе до минимум аерозагадувањето. Се спомна националниот план за заштита на амбиентниот воздух, кој го немаме актуелен од 2018 година, меѓутоа сакам да споменам дека студиите кои се изработени во 2015 2021, 2023 година за уделот на различни извори на аерозагадување укажува дека во зимските месеци главен извор на аерозагадување е согорување на биомаса, главно горење на дрва и дрвни продукти. Потоа доаѓа сообраќајот, индустријата, минерална прашина, горење на отпад. Во овој национален план, значи тој што е
од 2013 до 2018 година не се наведени воопшто домакинствата и согорување на дрва воопшто не се наведени како главен извор на загадување или воопшто како извор на загадување. Планот што е на ниво на град Скопје за подобрување на квалитетот на воздухот, последен е донесен јануари 2017 и тој треба да се носи секој 5 години, повеќе од 3 години нема нов план. Само би спомнала дека ние сме веќе влезени во 14-та година со првичниот рок кога сме требале да ги донесеме граничните вредности на PM10 частичките во гранични законски вредности. 14-та година е пробиен овој рок, за PM2,5 частичките 6-та година е пробиен овој рок.